Октроиран и буџет кој отвара Пандорината кутија за идни катастрофи, вели опозицијата. Фискална дисциплина која ќе овозможи долгорочен раст на економијата, велат пак од владата. Фискалниот совет со критики, но и со доста пофалби за буџетот за 2026 година. Но што е точно од сево ова? Што економски не очекува ако го погледнеме буџетот, тој најважен документ за една држава? Ако сакате реална, непристрасна и објективна анализа, веќе знаете. Треба да го гледате подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменугов. Да, како што најавив, реална, непристрасна и објективна анализа на буџетот, а тоа ќе ни го возможи нашиот гостин, кој што е универзитетски професор, кој што е дел од Finance Think и кој што исто така е дел од Советот на Народната банка на Македонија. Тоа е професорот Маријан Петровски. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Да, ве викнав, ми бевте во втората сезона гостин, но исто така многу водам сметка гостите кога зборуваме за вакви осетливи теми како што е буџет на државата, да имаат само една идеолошка определба, тоа е економијата, а не да бидат лево, десно, центар горе, долу или не знам какви други определби. Вие имате економијата како определба, како идеолошка определба и тоа е една од причините зашто ве поканив денеска. Но да не должиме околу сега јас вас војводо, вие мене Сердар, веднаш да преминеме на анализата. Значи, можеме ли да дадеме една генерална оценка за буџетот 2026, бидејќи во најавата пред оваа емисија кажав дека има многу шум се создава, опозицијата го смета дека е октроиран, дека е почеток на отварање на Пандорината кутија за идниката економски катастрофи, власта вели дека е одговорен буџетот, додека фискалниот совет има мали критики, но има и доста пофалби за буџетот. Ајде да дадеме во оценка од ваш аспект. Добро, пред се благодарам уште еднаш на поканата. Јас велам, мојата идеологија е здравиот разум, што верувам е во линија со на што вие го кажавте, и бидејќи сепак ги спомнавте повеќето мои афилијации, сепак овдека да кажам дека изнесувам свои лични мислења од перспектива на аналитичар, да кажам, кој што ги следи економските состојби, тенденции, трендови во нашата земја подолго време. Еве, пред конкретно сега да ви одговорам на прашањето, јас сакам да демистифицирам или да дебатираме низ целиот овој подкаст за околу 3, ќе ги наречам, флоскули кои што секоја година се вртат, да кажеме, условно кажано, околу буџетот. Првата е дека годинава имаме рекордно најголем буџет. Секој нареден, ако има раст и 1% или под 1%, ама ако е раст, ќе биде рекорден на наредната година буџетот. Така е, значи ние зборуваме за економија која што расте, нашата расте и реално, а секако што расте реално, расте и номинално, и логично е дека ние секоја наредна година ќе имаме поголем буџет, и втора перспектива е, дај Боже, да имаме поголем буџет ако може да генерираме повисоки приходи, кои што се поради одредени структурни поместувања, да кажеме, во економијата, не само заради незиниот раст, туку и затоа што, например, се бориме со сивата економија и ја прошируваме даночната база, ќе се вратиме. Да, тоа ќе биде да, апсолутно. Са втората флоскула е капиталните инвестиции се проектирани на рекордно високо ниво. Годинава, велам, благодарам што таа флоскула не можеме да ја кажеме. Велам благодарам затоа што јас на тоа гледам позитивно годинава, затоа што капиталните инвестиции се, годинава за буџетот 2026 за следната година. Така. Капиталните инвестиции се проектирани, не се на рекордно ниво, и тоа е добро, но се проектирани на по-реално ниво од она што го имавме претходно. И се за 15% пониски од за 2025 година. Намалување. 15% се пониски од проекцијата за 25-та, која што била рекордна, да кажеме. Така. Меѓутоа, тие инвестиции не се реализираат во целост. Најпрво се предмет на кратење со ребалансите, а потоа и од ребалансот немаме
целосно реализирање на капиталните инвестиции. Иначе тие се пренасочуваат за тековните рашоци. Тоа е големиот проблем. Според се разбира проблем и тоа што се крадат, ама и да кажеме таму сме свесно нереални кога проектираме, а потоа ги кратиме и наместо да го доминантно намалуваме дефицитот, иако дел го намалува дефицитот, меѓутоа дел се преусмерува кон затварање така наречени дупки во буџетот. Од таа перспектива е многу позитивно што годинава е по реално планирањето. Ке видиме како ќе тече годината, можеби повторно ке има реализација која што е под 100%, меѓутоа барем да биде по реалистична остварената бројка визави оваа проектирана бројка. Значи вие ако гледате проектираното за 2026 кај капиталните инвестиции визави она што веројатно ќе се оствари за 25-та, имаме повторно раст кој што мислам дека е околу 12 или 15%. Ја имам од прилика таа бројка. Ќе се наврати. Ова е на линијата на фискалниот совет исто така и они го поздравуваат оваквото намалување на капиталните инвестиции, односно проекциите за капиталните инвестиции. Тоа еве и вие на истата линија се, тоа е интересно, бидејќи во јавниот дискурс повторно имаме зошто се намалува, тоа не е добро за една држава и сето, тоа нема капацитет да спроведе и не знам што, но еве второ мислење што се вика второ независно мислење кој што вели дека ова е добро и третата да не заборавиме. Да, третата е дека буџетот не е развоен. Тоа е третата флоскула. Ја слушаме најчесто во парламентот, нели тоа е многу популарно и сега и тука има се разбира простор за дебата, не е ситуацијата црна или бела, или не е. Најмногу од причина што секако дека во буџетот доминираат тековните расходи, платите на јавната администрација, социјалните трансфери, пензиите, социјалната помош, финансирањето на образованието, на здравството и така натаму, и тоа се тековни трошоци кои што заземаат еден голем дел од буџетот. Вие секако нив не можете да ги намалите драматично, меѓутоа можете да почнете со оптимизирање за да ја зголемувате развојната компонента. Се прашањето е дали тоа го правиме. Второто прашање, ако се префрлам кон самата развојна компонента која што е еден широк диапазон на проекти, односно капитални инвестиции кои што ги спомнавме претходно, прашањето не е само во обемот или како што сега викаме се расправаме се намалиле, ама се намалиле во однос на некоја желба, а не во однос на некоја реалност. Второто прашање е да ја видиме нивната композиција. Дали за нас поефективно е да изградиме не знам, некаква канализација, сега условно кажано во некаква рурална област, или е битно, не знам, да зборуваме за енергетска транзиција, односно за инвестиции во фотоволтаици. И едното и другото е битно, меѓутоа сакам да кажам дека слабо зборуваме за мултипликативниот ефект од тие капитални инвестиции. Едното нема да донесе, ќе донесе подобар живот, но нема да донесе на едно вложено евро ново евро, туку тоа ќе биде користено, а додека на едно вложено евро во фотоволтаик веројатно ќе донесе 2 евра или повеќе или некаде над 1 евро, што ќе биде добивка во суштина во иднина. И сето тоа да го објасниме за што не следат, зошто има разлика помеѓу двата типа на капитални инвестиции. Таква анализа ние немаме. Јас повикувам веќе долго време на таква анализа да се направи, да се процени мултипликативниот ефект од разните капитални проекти кои што и се наведени во буџетот, меѓутоа досега такво нешто не е направено, можда нешто парцијално. Се разбира дека има одредени физибилити студии за дел од проектите, меѓутоа е на интегрална анализа која што ќе ги процени сите заедно во една вкупна слика, такво нешто не сум видел. Тоа се трите флоскули што ни се вртат во јавноста, значи ги разјаснивме. Ги разбивме пирекол, затоа што се навистина флоскули, бидејќи сепак дел од нив не се точни, како она дека го имаме рекордно. Тоа е фактографски е точно, меѓутоа не може да биде поинаку. И таа флоскула мислам дека треба да се заборави. Но еве, ајде сега да влеземе во она оценка на буџетот. Први е една општа оценка, па ќе разговараме добри и лоши страни на буџетот, и ако веќе почнавме да ги отвараме дилемите, но една општа генерална оценка, како го оценувате буџетот за 2026 година? Генералната оценка ми е дека тој е поставен моментално на по-реалистични основи од она што бевме навикнати да го гледаме можда во последнава деценија, па и повеќе
од деценија. Например, ако тргнам од проекциите за растот и за инфлацијата, тие се доста реалистични. Растот се предвидува 3,8%, инфлацијата 2,5%, значи номинално е тоа некаде над 6%. Дури еве да направам споредба, последните проекции кои што ги публикуваше Народната банка, вели дека растот за 26-та ќе изнесува 4%. И тоа е прв пат, да кажем, колку што ја се сеќавам, Централната банка да има пооптимистична проекција од Министерството за финансија. Се разбира, секогаш таа и е перцепирана и реално по-робусна проекција која што се прави во Народната банка споредено со таа. Секогаш биле пониски нивните проценки, секогаш биле поконзервативни и најчесто поточни биле на Народната банка. Еве сега чудно се обратно е некако по-конзервативно да е Министерството за финансии. Секогаш се исклучително базирани моделски проекциите во Централната банка и се комплетно ослободени од тој, да кажем, еден политички момент. Сакале не сакале, во Министерството за финансии, која и да е влада, кој и да е министер за финансии, ќе го имате тој политички момент. Сега годинава се чини дека тој во голема мера е намален, што мислам дека е нешто што треба да се поздрави вака на еден објективен начин. Не сум го слушнал за Министерството за финансии, дека од можеби 2005-2006 дека се ослободило од она дневна политика од времето на министер кога беше Никола Поповски, кога тераше една своја независна политика во Министерството за финансии, па многу имавме забелешки, па испадна дека да не беше таа политика и таквата ригидна политика, ќе имавме големи проблеми во 2008-2009. Но еве, интересна е оваа забелешка. Тоа е сега еден индикатор, ние тоа ќе го следиме и во останатите сегменти таа реалистичност во процесот на планирање ќе видиме, затоа што ќе зборуваме на страната на приходите. Сега кога гледаме, имаме простор за дебата како е тој номинален раст на економијата, како е тој пресликан во буџетот, но на тоа ќе се навратам. Сакав да кажем за инфлацијата, не знам дали ќе вратиме повторно во дебата, исто така мислам дека е реалистична проекција 2,5%. Бидејќи моментално сме во процес на дезинфлација. Сега последната бројка, ако ја гледате, таа е на годишно ниво 4,5% стапка на инфлација во октомври. Октомври со октомври, 10 месеци со 10 месеци 4,1 за целиот период. Така. Но ако ја видите месечната динамика, таму имаме многу добро движење, односно вкупната инфлација полека се намалува, минус 0,2 ми се чини, така, значи 2 месеца во однос на септември во однос на август. Кај храната е се уште позитивна, ама 0,3, значи имаме значајно смирување и мислам дека тоа е водено не од еден општ пораст кај храната, туку кај одредени производи, што пак е друга специфика на одредени подпазари, значи немаме генерален еден раст. И третиот момент кај моменталната инфлација е тоа што базната инфлација, значи онаа што ја исклучува храната и енергијата како волатилни категории кои што зависат кај нас доминантно од глобалниот пазар, таа веќе се изедначи или отиде благо под вкупната инфлација. Сега што значи тоа? Ние во претходните месеци, особено во летото, имавме базична инфлација која што одеше од 5 до 5,5%, а вкупната инфлација беше од 4,3 отприлика во тој ранг. Базичната инфлација ни го опфаќа домашниот ценовен притисок. Значи, она што да кажеме е потенцијално генерирано од поголема потрошувачка дома. И тоа го видовме посебно во летните месеци. Укажавме на тоа како експертска јавност и мислам дека владата тоа го прифати. Имаше премиерот една изјава во која што рече, окей, ние анализиравме и сега е јасно од каде овој притисок произлегува во услови кога притисоците на глобалните пазари се главно смирени кај храната, а кај енергијата дури имавме и негативна тенденција, намалување на цените. И мислам дека тој процес на дезинфлација, значи го гледам во овие точки и тој мислам дека ќе продолжи до крајот на годината, создавајќи основа следната година ние да очекуваме годишна инфлација која што ќе биде значајно под сегашната. А не спомнав, во медиумите се врти нели она инфлацијата останува висока и така натаму, што е да кажеме повторно фактографски точно, 4,5 ако гледате, тоа е висока инфлација. Малце забрза во поглед на претходниот период, така е. Забрза, меѓутоа зошто забрза? Да погледнеме што се случувало лани во октомври.
во октомври и декември лани, ако не се лажам, ги имаше кошничките. Да. Значи, ние емпириски покажавме дека кога има замрзнување на маржите и на цените на одредени производи во делот на храна, на вистина тоа испорачува пониски цени. Односно, ја намалува инфлацијата додека мерката била на сила. И тоа е на прв поглед позитивно, ама проблемот се појавува кога вие ќе укинете мерката. Веднаш има скок. И сега вие, ако споредувате во октомври сте имале кошничка, па во ноември дошло овде, меѓутоа следниот октомври, така го споредувате со ниска основа. И доаѓате до една таква годишна инфлација, значи затоа повеќе јас сега периодов се фокусирам на месечната динамика на инфлацијата, ја следам да речем и од неа го заклучувам процесот со претходниот месец, значи. Од тука го заклучувам дека процесот на дезинфлација е добар и мислам дека тој ќе испорача до година стапка која што би била околу 2,5 еве, да кажеме нешто можеби над 2,5%, се разбира, тука има многу претпоставки, да речеме отсуство на глобални шокови, подисциплинирано однесување на фискалната политика и така натаму и така натаму. Да, околу базичната инфлација, колку е сега, ако имате податок во моментов колку изнесува, бидејќи не го сретнав тој податок, базичната инфлација долго време ја обработувам јас, беше и поставено на пресконференција од моја страна на премиерот, така и стигна во јавноста. Тоа проблем, иако мене ми беше поранешната гувернерка во првиот подкаст од оваа сезона и ми рече дека ние како Народна банка секога сме објавувале базичната инфлација, но стана актуелна буквално во јуни годинава, мислам. Стана актуелна затоа што тогаш се виде дека тие притисоци што се рефлектираат на тој индикатор се битни. Така. Инаку базичната инфлација ја објавува примерно Државниот завод за статистика, бидејќи тој објавува нели статистика за цените, таа се пресметува од прибирањето на податоците за цените, кога се објавува вкупната инфлација. Има 3 индикатори, едниот ја исклучува вкупно храната и енергијата, другите 2 исклучуваат делови од храната. Сега не се сеќавам, процесирана, непроцесирана и така натаму. 3 елемента се што е направо така. Сега трите, ако ги гледате, тие се моментално во распон од 4 до 4,5, а вкупната ни е 4,5, значи отидува малку под. Така. И тоа е позитивен знак во моментот, дека и тие евентуални притисоци врз потрошувачката од она што беше номинален раст на доходот, да кажам, во претходниот период, веќе пополека олабавуваат и сега е битно да не дотурате таму нешто што тој момент повторно би го подгреало или би го расплантил. Сега дали дотураме, хајде да се вратиме на буџетот за 2026, бидејќи личната потрошувачка е еден од факторите за пораст на бруто домашниот производ за наредната година, но исто така личната потрошувачка, според она што го имавте објавено како Finance Think, е еден од причините за подгревање на инфлацијата. Па имаше професорот Никола Поповски исто така интересно статус на Facebook, кој што го искористивме ние медиумите да објавуваме да почнеме нешто и за агрегатната понуда и побарувачка, како е во состојбата. Дали со буџетот во 2026 ќе се дотури малце масло на огнот околу инфлацијата, бидејќи пензиите и платите се предвидени да растат? Сега мислам дека тој момент забавува, меѓутоа коректно идентификувате дека се разбира не е исчезнат. Зошто не е исчезнат? Прво, ние имавме големо зголемување на пензиите, 5000 денари по пензионер во септември, прво 2500 во 2024, а потоа уште 2500 денари во март 25 годинава. Значи ние тука имаме и благ базен ефект, бидејќи од јануари до март тој дел го немало, сега ќе го има. Значи по тој основ ќе има повеќе пари во економијата, затоа што тоа не почнало на 1 јануари, почнало на 1 март или 1 април. Второ, кога сме кај пензиите, имаме дополнување со уште по 1000 денари сега, беше тоа во септември 25-та и сега, ако добро разбрав, ќе има уште 1000 денари во 26-та во март, пред да се врати тоа на формулата на законското усогласување во септември 26-та.
Значи ние, иако видите тоа номинално гледано, може би кај оние приматели што се над просечната пензија нема да го надмине оној номинален раст на економијата, меѓутоа кај по ниските пензии секако ќе го надмине, али ајде да кажеме дека тие 1000 денари не притискаат толку многу како овие 5000, затоа велам дека тој ефект го има, меѓутоа полека се намалува. И се разбира вториот момент се платите. Платите во јавната администрација сега зборувам, тие се предвидени да растат со 7%. Повторно тоа е над номиналниот раст на економијата, рековме, очекуваме околу 6,3, да, 6 номинален раст, а не е драматично многу, меѓутоа сепак е над тоа. И видите, платите и пензиите самите по себе не се проблем. Не треба ние да одредени макроекономски предупредувања да бидат вадени од контекст дека некој не сака да пензионерите добиваат повеќе или дека вработените во јавната администрација треба да добиваат повеќе или дека примателите на минимална плата треба да добиваат повеќе. Не. Значи тие сите доходни елементи се разбира дека треба да растат во најмала рака да го сочуваат животниот стандард на примателите. Кога велиме да го сочуваат животниот стандард, значи тие да растат со динамиката на економијата. А колку ќе растат поедини сегменти, посебно ова што го допира приватниот сектор, минималната плата, се разбира треба да биде поврзано со продуктивноста која е определена од вештините, технологијата и така натаму и така натаму. Значи во тој сегмент мислам дека се уште благ притисок ке постои, но истовремено мислам дека пораката на некој начин е разбрана од страна на владата, од клучните носители на економските политики. Тоа го имаше во изјава пред некој ден и министерот за економија, да речеме, кој што помалку ги дебатира тие теми, меѓутоа беше тоа коректно. Мислам дека е разбран тој момент дека гледано на ниво на индивидуа сите сакаме повисоки плати, пензии, било какви доходи, меѓутоа макроекономски гледано ние мора да се заштитиме од реалната опасност да завршиме во еден магепсан круг во кој што поголемите плати, пензии и доходи ќе притискаат врз цените и така тоа ќе оди во круг. Да, тоа е тој на волшебен круг што го имаме ние. Минималната плата влијае на просечната после тоа исто така влијае на минималната и тоа си се цело време врти во круг, а поголемите плати влијаат на поголемата побарувачка, на инфлацијата. Тоа е тој магепсан круг. Кога сте на таа, извинете, тема, мислам дека една сугестија до владата е дека во законското решение треба минималната плата да ја одврзе од просечната плата, бидејќи тоа, знаете, во Excel како се вика circular reference. Едното зависи од друго, тој сега тоа не може така и тоа не е добра практика. Мислам дека да, ќе се согласува со цените и со некој друг агрегат од кој што таа директно не зависи. Например, тоа може да биде БДП растот наместо да биде растот на просечната плата, е вака како една техничка дигресија. Техничка дигресија, но ова е нон-стоп, јас го повторувам дека тој магепсан круг и затоа треба да се биде многу внимателен. Тука доаѓаме до првата пауза, леле како ни отиде времево, овде колку имаме работа за оценка за буџетот, имаме се уште вкупната оценка не сме ја довршили. Да, ни добри ни лоши страни, а имаме една клучно прашање што морам да ви го поставам за проекциите на растот на приходите, што се многу под она што го очекувавме дека ќе пораснат, но тоа ќе се вратиме на тоа централно прашање можеби за буџетот за да го разјасниме во вториот дел од подкастов. Сега е време за нашите пријатели кои што овозможуваат да правиме вакви анализи, а да не зависиме од политики или од дневна политика, туку да можеме слободно да разговараме на вакви интересни теми кои што се важни за нас граѓаните, за да можеме да знаеме што не очекува наредната година. Останете со нас после кусата пауза, се враќаме. Ме сака? Не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг
јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Да, продолжуваме со подкастот. Тема е оценка на буџетот за 2026 гостин професорот Маријан Петрески. Се надевам дека ви беше интересна првата третина од подкастот. Начнавме многу теми и она што исто така мене ме зачуди, па да речеме пофални зборови, пофални, да не беше фалење, туку некако позитивно гледате на буџетот за 2026 наспроти она што се создава во јавноста некоја чувство дека се намалени капиталните инвестиции, дека нема да донесе развој, едноставно дека не е баш добро скроен, но вие давате една друга перспектива баш за капиталните инвестиции, но нешто што исто така многу ми е важно пред да продолжиме со добрите и лошите страни на буџетот, не стигнахме ни да ги оцениме во првиот дел. Она што е многу забележливо и е што приходната страна расте само 3,5-3,6%, иако целата економија усвоено номинално ќе порасне, односно 6,3%. Инфлација плюс раст на БДП се 6,3%, а овде имаме пораст на приходите од 3,6%. На што се должи ваквото проектирање на приходите, бидејќи сите влади до сега, што би рекле вие можеби и со децени назад, сакаат да ги проектираат така повеќе приходите, па после што се оствари, што не се оствари, бидејќи со поголеми приходи имаат шанса и поголеми расходи да проектираат, а буџетскиот дефицит да остане во рамки на некоја прифатлива процент од БДП. Добро, сега ја водиме на негативните страни. Добро. Да биде малце, мислам, и позитивните и негативните се разбира се базирање на критичка обсервација, базирана на бројки. Тука нема нешто што некој го фаворизира или не. Сега конкретен да бидам многу, точно е дека вкупните приходи се проектирани 3,5% и тоа на прв поглед ќе речете одлично во контекст на фискалната консолидација. Ама ако видите на база на што е правена таа проекција, таа е правена врз проекцијата од ланскиот буџет, односно врз ребалансот, кој што беше кога отприлика мај-јуни месец. Да. Отприлика. Значи, сега што е проблем? Проблем е дека ланската проекција веќе беше значајно над можностите. Лани буџетските приходи беа проектирани со раст од 12,8% и сега до моментов, односно тоа е заклучно со месец декември, септември, значи 3/4 од годината поминале, остварувањето е 67%. Тоа значи дека укажувањата од лани се материализираат, односно вие веројатно нема да го соберете тој обем затоа што бил, не затоа што економијата е лоша, напротив, затоа што вие нереално сте планирале уште тогаш. Сега, ако направиме едно проектирање нанапред и најдеме колку ќе биде веројатното реално остварување на вкупните буџетски приходи годинава, тогаш доаѓаме до тоа дека растот предвиден во 2026 во однос на тоа веројатно остварување во 2025 е 12,1%. И тоа го одговара вашето прашање. Значи 3,5% звучи фино, меѓутоа е нереално проектирање, бидејќи базира оваа проекција споредувам со минатата проекција. Не, треба да споредам оваа проекција со она што ќе биде остварување. Во моментов го немам, годината не е завршена, ама јас во 3 месеци, така е. Ама јас сега сме веќе и крај на ноември, во крај на ноември јас веројатно ќе знам колку ќе биде остварувањето до крајот на декември. И сега доаѓаме до таа замка дека 12,1 е слично проектирање на буџетските приходи како лани. Тоа е пута 2 од номиналниот раст на економијата што го велите вие 6,3. Ова е 12,1. Што значи дека пак влегуваме во една замка на веројатно нереално проектирање на буџетските приходи. Значи, сега 3,5 пак се е нереално проектирањето на приходите. Нереално е, бидејќи тие 3,5 се всушност 12,1, која ќе ги споредите со веројатното остварување во 25. Значи, ако го споредите со номиналниот очекуван раст на економијата в година 6,3, вие доаѓате дека тие ќе растат двојно побрзо. Да земеме дека ќе има одреден ефект, например е-фактура. Тоа е многу добра реформа која што е во насока на сузбивање на сивата економија. Сама по себе не е доволна, ама е добар прв чекор.
кој вели дека е фактура ќе ги адресира овие додатни 6% поени предвидени од растот. Тоа е неверојатно. Што значи дека повторно имаме нереално проектирање и сега ако се пресметаат надолу кај приходите, веројатните проектирани стапки на раст на 26-та, на она што реално би се остварило во 25-та, секаде има зголемување. Пример, кај даноците се проектира 7,8, но веројатното е 13,9% расти, да не ги читам одделните даноци. Се разбира, ова се мои пресметки, може би некој ќе направи поинако, ама тука тоа ќе се движи. И тука е, да кажам, еден скриен ризик кај буџетот. Истата дискусија и од лани, бидејќи лани беше 12,8 проектиран раст. Еве гледаме дека толку не може да се оствари, не расте економијата толку номинално високо. Се испостави дека и борбата со сивата економија, се разбира, не е лесна, не се очекува дека ќе биде лесна, иако очекувањето беше дека владата ќе вложи поголем, да речем, ударен напор во борбата со сивата економија. И сега на такви точки за, да кажеме, оправање на системот, да го кажам, сивата економија, таму ја бројувам, мислам дека моментот е сега. Ако претходно велевме, ама додека консолидираат неколку месеци, како што вика премиерот и така натаму, па потоа да ги почекаме локалните избори, сега во моментов нема што да чекам. Сега е момент да се удри посилно по неколку столбови, сивата економија, владењето на правото и така натаму, за тоа да даде реални резултати. Се морам да ви го поставам прашањето, ако приходите реално ќе пораснат, се очекува да пораснат 12,1% според вашата пресметка во 2026, така се проектирани. За проектирани, а не за 3,5 како што стои, дали можеме да зборуваме за фискална консолидација? Со ваква проекција. Бидејќи фискалната консолидација значи намалување на буџетскиот дефицит, но од приходите и реализацијата на реалните приходи зависи дефицитот, бидејќи многу скоро никогаш не го кратиме расходната страна. Тоа сакаме да ја реализираме 100% и се обидуваме нешто на приходната да собереме повеќе. Но со вака поставени бројки, дали можеме да зборуваме за фискална консолидација? Ќе ви одговорам на тоа, само да ја потврдам оваа теза, дека на пример кај расходите заклучно со септември имаме реализација, на пример кај тековните 71%, што е 75 би било на пропорција, не мора да е стрикно до пропорцијата, меѓутоа од прилика така се ориентираме, значи секогаш расходите ги реализираме со едно поамбициозно темпо во однос на она што е планирано, ако тоа го споредиме со реализацијата кај приходите. Видете сега вака, за фискалната консолидација мислам дека постои, да кажам, еден консензус, затоа што тоа го слушам и од други економисти, го гледаме и во извештаите на ЕУ, вчера имаше некој извештај повторно од Европската комисија со проекции, се спомнува фискалната консолидација и таму, во извештаите на Народната банка се разбира, дека одредена фискална консолидација постои. И тоа како намера, да кажам, и како одредени чекори во насока на фискална консолидација е позитивно. Тоа треба да се каже. Меѓутоа, прашањето е дали таа е доволна и дали е реална. Значи, дали е доволна, не е доволна, затоа што прво, дури и да не го гледаме буџетот низ оваа призма низ која што дискутираме, ние проектираме 3,5% буџетски дефицит за 26-та, меѓутоа во Законот за буџети сами сме запишале дека фискалното правило е 3% и имплементацијата на тоа фискално правило започнува 25-та, значи годинава. Значи ние годинава го прекршуваме фискалното правило, в година исто проектираме дека ќе го прекршиме, викаме ќе се оствари тоа можеби 27-ма, не знаеме, ќе видиме. Значи низ таа призма гледано, фискалната консолидација е добра, но не е доволна. Сега не е доволна низ еден друг покритичен аспект според мене, а тоа е ако ја гледате расходната структура на буџетот. Ние викаме фискална консолидација и го гледаме дефицитот, ама тоа е површно гледање на работите. Треба да навлеземе подлабоко во структурата на расходите и таа структура еднаш да видиме дека почне да се оптимизира. Реков на почетокот, значи во буџетот доминантни се тековните трошоци. Што се детерминирани од, социјална старосна структура на економијата, од обем на јавна администрација и така натаму и така натаму. И тоа не може преку ноги да се адресира. Меѓутоа да се видат чекори во насока на оптимизација на расходната страна и затоа цело време зборуваат сите
зборува експертската јавност домашна, мајде таа да ја тргнеме на страна, зборуваат сите надворешни оценки. Да спомнам еве 3 пункта. Првиот е јавната администрација. Зборуваме дека е преобемна, јас би рекол не е преобемна, не согласувам со ставот дека таа е преобемна, ама таа е страшно неефикасна. Вие да извадите една дозвола која што може да се испечати и да се потпише во 1-2 дена, ви требаат месеци и месеци. Пример, најбанален пример. И сега излегува министерот за јавна администрација и кажува што треба да се направи, тоа многу е коректно да го слушате. Ајде да почне операционализација на она што го зборува. Значи ни треба нас оптимизирање, може би пак ќе речам не толку во поглед на обемот, колку во поглед на одговорности внатре во некои институции да се намали, во други има голема потреба од вработени и сето тоа заедно со одредени законски решенија како на пример законот за платите во јавната администрација, законот за висока раководна служба и уште неколку да даде една поструктурирана, ефикасна и продуктивна јавна администрација. Сум го кажал тоа и порано. Викаме продуктивноста во оваа економија е стагнантна. Ако ја поделите на приватен и на јавен сектор, ќе видите дека јавниот сектор е опаѓачка, не е стагнантна. Стагнантна или благо растечка е во приватниот сектор. Во јавниот сектор ми се чини имаше една бројка, на пример 2022 можеби визави 2014 опаднала продуктивноста во јавната администрација 13%. Тоа е податок од ДЗС, не го измислувам јас. Тоа е која ќе земете колкава е вредноста што ја генерира јавната администрација поделено со бројот на А они добиваат нон-стоп повисоки плати од па година тоа го ставам во контекст на ова што го гледаме во помалце услуги ни дават, буџетот. полоши услуги. Така е. Значи нека растат плати. Не се проблем платите сами по себе. Проблем е тоа што со растот на платите треба да расте вредноста што се создаваат, а вредноста се гледа преку услугите кои што тие ги испорачуваат кон А они изгубиле 13% за граѓаните. 10 Тоа може да го пресметаме сега наново со последен податок, али од прилика во пред 2-3 години така беа бројките. Вториот сегмент е државната помош. Расходната страна ја дебатирам сега, се тоа низ призма на расходната страна. Државната помош, значи ние, вие сте новинар кој што ова долго го следи, имате долга институционална меморија. Може да кажете колку институции, колку врсти државна помош доделуваат во Македонија и зашто? Огромен број. Почнувајќи у земјоделство субвенции, па почнувајќи на фирми, на домашни, на странски предсе, па на граѓани, па еве ги најново е ваучерите за електронски тоа, при што на пример, можеби јас имам пари да на моето дете да му дозволам, но некој на вистина нема за своите 2 деца, а сите ќе добиеме по 15.000, малце. Токму тука, значи прво ние немаме еден унифициран регистар кај што ние ќе влеземе и ќе видиме која институција каква државна помош доделува, зашто, критериуми и така натаму, и најбитно, кој е ефектот. Се сеќавате пред неколку години имавме една евалуација, ама ригорозна евалуација, и ја дебатиравме со вас во емисија, околу ефектите од законот за финансиска поддршка на инвестициите. И тој имаше 3 столба, два беа битни, едниот беше за домашни фирми на кои што им се доделуваа средства ако тие направат некакви инвестиции, и вториот беше фондот поранешен ФИТР, кој што пак правеше евалуација на проекти и доделуваше грант на оние што се највредни, и евалуацијата покажа кај фондот имаме позитивни ефекти, доволно позитивни ефекти, кај другава програма немаме ефекти. Зошто? Затоа што она што се гледа како позитивен ефект врз инвестиции, вработеност и така натаму е резултат на инвестицијата што тие ја направиле, а не е резултат на помошта. Помошта ви доаѓа како екстра пари, вие ќе си ги земете така, и може джип да купите со тие пари, а не да инвестирате во производството, бидејќи веќе сте ја направиле инвестицијата, не било од нула, односно од идеја, па да ја поддржат идејата како што беше дело од она што беше. Да, се сеќавам на таа добра емисија, па ја оспоруваа, мислам, кај после тоа дел од власта, тоа беше во времето на претходната власт, па ја оспоруваа таа анализа ваша, ја оспоруваа и рекоа дека тоа примерокот бил мала, уствари студијата ги содржеше сите фирми на кои што тие дале средства, значи немаше таму примерок. Така, немаше примерок, беше 100% мислам. Така беше оспорувано, се сеќавам на таа дебата. Сега, значи такви анализи немаме за ништо друго. Најголеми се земјоделските субвенции, 120 на милиони и повеќе, ако не се лажам. Така, тука сега се и во друг
контекст деновива, ама тоа не сакам да го дебатирам. Зборуваме Дали за ние сме виделе субвенциите земјоделски се од првата година на владата на Груевски. од 2007 се, а се формализира од 2008. Мислам првите се дадени во 2007 и после почнаа да бидат 17-18 години, секоја година даваме по просек 100 милиона. Така? Да, некаде околу милиарда и 200 беше милиарда и 300 Окей. веќе дека треба да сме стигнале со давање. Не вреди ли тоа да се направи владата или не знам, независно тело, експертско тело да направи анализа на ефектите од тие инвестиции. Нонстоп зборуваме дека се зголеми увозот на храна, даваме земјоделски субвенции, што окей, така е по податоци, ама можеби ако ги немало, ке се увезувало повеќе. Или можеби немале ефект. Нето увозници, но имаше истражувања, постојат на оваа тема истражувања, јас сум ги објавил, јас сум правил истражувања како новинар, тоа е сепак кај нас 70% од овие субвенции од оваа милиарди 300 е на приходната страна на семејството за да преживеат. Точно доаѓате до клучниот момент. Тоа е приходната страна, не е за развој, туку е приход да имаат за да платат. Значи е социјална мерка. Социјална мерка, тоа е на приходната страна на одлично што ова го семејството. поентирате, бидејќи и вие и јас имаме доволна институционална меморија, тоа и беше напишано во еден од првите документи 2007-2008, каде што наместо да се гледа на таа субвенција како на развојна, да се јакне еден сектор, бидејќи ние имаме предиспозиции за производство и така натаму, беше речено дека ова ќе ги поддржи доходите на домакинства. Значи вие може да произведувате и нешто што е страшно неквалитетно, ама ќе ја добиете субвенцијата израчуната по килограм или по хектар за сејана пченица. Така е, тоа е. За да може да платите струја или да си школувате дете или не знам што, но не да го унапредите производството, па самото производство да ви носи повеќе пари. Тоа е поентата. Тоа не е позитивно во смисла дека во таа насока се потребни реструктурирањата за да може да ја редресира, да кажам, социјалната помош на нивото да испорачува резултати, а истовремено да зазема удел од буџетот кој што ги испорачува таквите резултати, а не само тој удел ние да викаме повеќе и повеќе. Односно да се вратиме на вложено евро, колку ќе биде повратот на еврото, у суштина ќе биде тоа е Третиот момент само да го спомнам кај сакав да ве потсетам дека имам и трет момент за редефинирање на тоа е нешто што расходната. веќе го спомнавме, веќе бидам краток тука за да не одземаме премногу време, тоа е сивата економија. Тоа е ракраната на ова општество, да речем, на оваа економија и рекови претходно, ќе повторам, мислам дека таму се потребни амбициозни чекори. Сега е моментот тоа да се направи, мислам дека оваа влада има историска шанса со некои такви системски прашања, сега тоа да го направи, за да може да видиме резултат, ефект од тоа по некое разумно време и да престанеме нонстоп да ги зборуваме истите работи ги зборуваме затоа што тапкаме во место во поглед на нивното адресирање. И сега да не ја елаборирам сивата економија, освен ако не сакате тоа да го Ќе имам посебна емисија за сивата економија и борбата против и ми се надевам дека некој од представниците од власта ќе дојде да зборува за сузбивање, а посебно за фактурата сакам да ја објаснам, бидејќи од 1.1 треба да стартува и да се види бидејќи каква ќе биде, но тоа ќе видам дали ќе успеам да ја договорам представникот власта, иако морам да кажам, забележам дека се исклучително кооперативни и сака да дебатираат на сите отворени теми, што не беше за очекување кога се врати во ДПМН на власт, но морам да кажам, барем за подкастот каде се парите со Горан Теменугов, односно со мене, се волни да дебатираат за сите отворени прашања, што мене многу ме радува и се надевам дека така ќе продолжи, така што ќе се потрудиме да зборуваме за сивата економија, но се согласувам, го делам истиот впечаток тоа да се трудат така да го задржате бит. Тоа е да одговорат на прашањата за да знаеме на што сме, бидејќи експертската, но и бизнес заедницата мора да знае што ни се случува, но има еден елемент. Например, убаво спомнавте околу субвенциите за храната, тоа го забележа например и фискалниот совет дека растот на БДП во наредната година нема да биде во земјоделството, тоа стагнира, имаме проблеми, но нема да се задржам, веќе ќе го затворам субвенциите и земјоделството, нема да разговараме понатаму, туку за нешто друго е забелешка кога ќе се види буџетот, тоа е на приходната страна, ќе се вратиме повторно на приходната страна, дека многу се заснова приходите на
данокот на додадена вредност и на данокот на добивка. Тоа се два даноци. Например, ДДВ, значи ние граѓаните го плаќаме и ние колку ќе трошиме, толку ќе има приходната страна повеќе, тоа така ќе се полни буџетот и добивката од успешноста суштина на компаниите, но тука веројатно се надеваат на оној данок 15% што ќе мора да го плаќаат сите компании. Пишано е Тука тоа во буџетот, мисламе коректно. Напишано е, да, но околу ДДВ дали е преризично или не е ризично да се заснова полнењето на буџетот пред се само на данок на додадена вредност? Видете, генерално структурата наша на даночни приходи е таква што доминантно се базираме на индиректните даноци. Таква е нашата економија, значи тоа е ситуација и со сите земји, да речеме, во регионот, споредено со, не знам, скандинавските земји, каде што доминантни се директните даноци. Се разбира, тоа беше дебата пред неколку години, каде што зборуваме дали ние треба со директните даноци да зафаќаме повеќе визави индиректните даноци, меѓутоа тоа повторно е, ака да кажам, обскуирано, да го речам, прашање со сивата економија. Вие не можете со директните даноци да направите значајно поголемо зафаќање, оптеретувајќи ги оние што веќе плаќаат, а да не се занимавате со тие што не плаќаат. Кога сме веќе на таа тема, значи не е само обемот на неформални работници кои што не контрибуираат во системот, туку и оној обем на полуформални работници кои што се осигурани на еден износ, но дел од платата добиваат во плик. Тоа сме го дебатирале предходно, тоа е нафлагрантна појава, по основ на која се изгубени, ако не се лажам, пресметка да беше околу 250 до 300 милиони евра годишно. Значи, со таква структура и со такви ограничувања кои што ги има нашава економија, вие не можете во кратко време да направите драматичен пресврт и да речете јас помалку ќе се базирам на даноците од потрошувачка, повеќе на даноците од доход. Меѓутоа, ако го гледам растот предвиден 6,7% и со она забелешка дека ако рачунаме на веројатното остварување ќе биде 8,7%, не гледам тука некој посебен проблем, да речем, затоа што тука мислам дека калкулира владата и на некој ефект од е-фактурата, нели? Преку е-фактурата се очекува дека дел од подпријавувањето на прометот ќе се адресира, а тоа главно го адресира данокот на додадена вредност. Значи, во тој сегмент јас не гледам некој особен проблем. Тоа беше прашање, баш ме интересираше бидејќи се извојуваше како прашање кога се гледа буџетот. Пред да го завршиме оваа втора третина од подкастов и да преминеме на едно од посериозните проблеми, а тоа се трансфери кон ПИОМ. Значи, мораме да го чепнеме бидејќи таму расте сериозна давачките кон ПИОМ и кратењето на одредени социјални трансфери. Има дебата во јавноста што значи како сето тоа, но да завршиме овојата втора третина со нешто што е буџетски дефицит. Мораме да го спомнеме. Го спомнавме 3,5%, тоа е некаде околу 637 милиона евра ќе биде во 2026. Што правиме со овој буџетски дефицит? Го билдаме сериозно, цело време ќе природно е да расте, но ни се појавува проблемот кога ги расходите ги реализираме што се вика до максимум 98 до 99%, но приходната страна потврла, ќе видиме, гледаме дека потврла во моментов со септември потврла некаде околу 11% поени, мислам дека така некако е. Што правиме со буџетскиот дефицит и колку суштина ние имаме неточна представа за буџетскиот дефицит и колку е опасен овој буџетски дефицит вака кога е поставен со климава приходна страна, да речеме. Видете, буџетскиот дефицит во Македонија е структурно прашање. Што значи тоа вака за јавноста да појаснам дека и кога економијата расти, кога економијата паѓа, значи експанзија и рецесија, вие правите дефицити, сега тој некогаш е помал, некогаш поголем, ама секогаш имате кусок на приходи во однос на она што сакате или проектирате да го потрошите. Затоа што идеално е вие во време кога економијата е добра, кога имате солидни стапки на раст, да може да го минимизирате тој дефицит и условно кажано да генерирате суфицити за да може да отплаќате она што го имате како долг. Сега можеби и Македонија не е во таа фаза кога може да си дозволи да генерира суфицити, меѓутоа потребно е внимание на оваа структурна компонента. Зошто ние никогаш не сме во ситуација да собереме повеќе од она што планираме да потрошиме и тука
се разбира доаѓаат предвид сите овие прашања и на приходната страна, главно во делот на сивата економија, односно даночната база која што ние ја зафаќаме, и во делот на структурата на трошењата кои што ги анализиравме и рековме дека тешко е да се намалат одеднаш ако не се пристапи кон една постепена рационализација на затворање на сите дупки од каде што ни истекуваат пари, па тоа да создаде евентуално и простор ние и да го намалиме дефицитот, но и да го прошириме просторот за капитални инвестиции кои што ќе ја зајакнат, да кажеме, конкурентноста на оваа економија и во едно догледно време, кога, не знам, доходот по глава на жител наместо сегашните $20,000 по PPP ќе стане, не знам, 30-40 $40,000, па тоа ќе може да остваруваме и буџетски суфицити и многу полесно да го намалиме долгот. Инаку, се ова што дискутираме, да немаме дилема, се рефлектира на долгот, која веќе го спомнувам. Нели, секогаш и тоа се дебатира во јавноста, нема да се намалува, е обично флоскулата, и се разбира дека нема да се намалува ако ние генерираме буџетски дефицити кои што го надминуваат реалниот раст на економијата. Тоа само ќе додава потреба од задолжување и да кажеме тоа не е и најстрашната работа. Битно е како тие средства ги користите, дали ја јакнете оваа конкурентска база на економијата за да може утре полесно да го на отплатите. €1 вложено, дали ќе имаме €2 ќар или нема да имаме. Време е за втората пауза, ќе се вратиме со прашањето дали гледате дека се затнуваат тие отвори кај што течат парите, значи за буџетскиот дефицит, како што кажавме, треба да се затнуваат на расходната страна каде течат, но исто така за пиум да се вратиме, бидејќи е горливо прашање, што мора да го прокоментираме. Останете со нас, се враќаме по кусата пауза за нашите пријатели. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот. Гостин професорот Маријан Петровски. Зборуваме за буџетот за 2026, но во суштина зборуваме и за нашите големи проблеми што се што провејуваат со децении во македонската економија и во македонскиот буџет, односно во буџетите на централната власт. Зборувавме што треба да се смени, што гледаме за наредната година. Да, има проблеми, на расходната страна мора да се влие, мора тоа да биде сериозна опфатна акција, како да се влие на намалување на расходната страна, но како да се влие на расходната страна кога, например, трансферите кон фондот за пензијско инвалидско осигурување порасна драстично, значи многу се дава, тоа нема да зборувам за транзицијските трошоци, но пред се оноа што е директната дотација за да се исплатат пензиите за постојните пензионери. Како гледате на ваквото пораст на овие трансфери? Добра, ајде веднаш една работа тука да расчистиме, бидејќи ги спомнавте транзицијските трошоци и коректно се објавени податоците одделно за транзицијските трошоци во буџетот. Може да се следат. Може да се следат. Значи, моментално износот што го добива ПИОМ за да може да ги исплати пензиите во целост од општиот буџет, значи тоа е натовар на општото одоночување, изнесуваат околу 38%. Значи, вие повеќе од 1/3 од средствата кои што ви се потребни или сте ги ветиле да ги исплатите како пензии, ги немате како фонд и сега
тоа мора од некај да го добиете, се разбира, некој ќе рече со толкав дефицит фондот е неодржлив, да, теоретски е неодржлив, меѓутоа нема никогаш да пропадне. Вика една пословица, сега се сетив дали беше на Ото фон Бисмарк или не знам на кого, вика сега разбира нема да пропадне затоа што сите таму сме акционери. Сите или во моментов тековната генерација пензионери прима средства од тој фонд, а сите ние во одреден момент во иднина ќе примаме средства од тој фонд. Значи, никогаш нема да стане практично неодржлив, затоа што секојаш е тука централниот буџет кој што ќе ги дополни тие средства и тоа тој буџет го прави. Транзицијските трошоци од овие 38% се само 1/3. Значи, фактот дека ние сме преминале од едностолбен во тростолбен систем пред 20 години, Точно 20 години, да. да, генерира од овој дефицит во ПИОМ само 1/3. 2/3 дошле како резултат на свесни одлуки на сите влади во претходниве 20 години. Значи, што е главната детерминанта на тој дефицит? Тоа е одстапувањето од формулата за усогласување со пензиите. Без разлика дали е таа само инфлација или е врзана за друг агрегат, БДП, плати и така натаму. Значи, не е спорно, пензиите треба се зголемуваат, го реков и претходно тоа. Не можете пензионерите да ги оставите така речи на цедило, сами да се борат со ценовните притисоци и слично. Меѓутоа, тоа го овозможува формулата. Формулата вели дека секој март и септември се врши усогласување со растот кој што го гледаме кај овие агрегати во претходниот 6-месечен период. Значи, дефицитот го генерирало она што секогаш кога се одело над она што го предвидува таа формула. Наеклатантен пример се 5000 денари кои што беа во септември 24 и март 25 година, тоа сме го елаборирали. Јас дури имам впечаток дека и владата е свесна дека можеби тоа создаде дотури масло на огнот, создаде дополнителен притисок на притисокот кој што веќе постоеше кај ПИО. По една стабилизација, иако и самиот владата на СДСМ отстапи од своите стрикни правила што ги донесе министерката Царовска, мислам, кога зголеми ја смени заменската стапка и зголеми за 0,8% придонесите што се плаќаат и одеднаш падна тоа на 27%. Падна од прилика 30%, а претходно беше исто 40%, значи ви имате подобрување од 10% поени, тоа е големо. Така е, огромно подобрување и почна да си грицка самата влада на СДСМ дел по дел да пушта повеќе пари. Еднаш после тоа следуваше исто адхок 700 денари. Така е. Што за тоа време беше еднакво на денешни, не знам, 1200 да кажем. Така е, тоа е. Сами почна да ја грицкат и дојде оваа 5000 денари кој што беше онака клизечи пуштање. Така, постои свесност кај носителите на политиките во поглед на реперкусиите од таквиот чекор, меѓутоа сега тоа е направено. Прво, второ беше нивно централно изборно ветување и се разбира дека од перспектива на ветување тие требаше да го исполнат. Беше така, политичко не можеше да кажат ветуваме па потоа се повлекуваме. Тоа никој не очекува дека ќе се случеше. Значи, прашањето е како ние треба да пристапиме кон овој структурен дефицит во фондот, еве да ги изземам тие транзицијски трошоци кои што се 1/3, тие 2/3 кои што се исто така огромен апсолутен износ, треба некако по полека, така да кажам, да се закрпат. И ја спомнавте реформата која што ја спроведе Царовска 2019, ми се чини или беше во 2 години, 2018 почна 2019 по 0,4% беше зголемување и затоа сега е 18,8, а беше 18%. Така по 2 години по 0,4 беше. Дава добар пример таа реформа дека со благо поместување кај повеќе параметри може да се смени таа патека, да се прекрши, таа се прекрши тогаш, меѓутоа сега пак се прекрши во обратен, во негативна насока, да. Што значи кај повеќе параметри? Тоа значи дека треба сите да разбереме дека фондот за да го стабилизираме и да го ставиме на робусна патека, треба секој по нешто донесе. И тековната генерација на вработени кои што го полнат буџетот и се идни пензионери и тековната генерација на пензионери кои што го трошат буџетот.
Значи се разбира еден апсолутен минимум е дека усогласувањата треба да бидат согласно формулата. И тоа последно го слушнав, дека од март или од септември, се не сеќам како кажа, ќе се врати тоа усогласување со формулата и тоа е еден апсолутен минимум кој се разбира не е доволен. Другите параметри се разбира евентуална интервенција кај придонесите и она што е непопуларна тема во јавноста е некаква интервенција во границата за пензионирање. Тука има многу дебата, меѓутоа видете, решенија постојат од типот на некое благо зголемување 0,5 години, половина година за оној што ќе се пензионира по 5 години од сега. Значи не зборуваме за некој што утре треба да се пензионира, дека однаш му велите ќе се продолжи. Значи постојат такви решенија и се разбира идентификација на она што постои како потенцијал во економијата да придонесе кон приходите на фондот. Да не зборувам дека ние имаме огромна стапка на неактивност на населението, што е особено значајна кај жените. Имаме сега од прилика стапката на активност кај жените е 45%, кај мажите е близу 70%, во ЕУ е 75%, кај некои земји во ЕУ надминува 80%. И сега видите какви имат тука диспаритет. Што се случува со тие што не учествуваат на пазарот на труд. Не само што не работат, не сакаат да работат. Да им се понуди работа, не постојат не на пазарот на труд, а физички постојат, но не се на пазарот на труд. Тоа е 50% од населението според може и ПСД. 48 е вработеноста, значи невработеноста е 52. Добро дел. Неактивноста, значи мислам така се движи некоја бројка. Така е. Вториот момент е пак сивата економија, врти сучи, доаѓаме до неа. Да, ни се провеува цело време сивата економија. Јас ги спомнав два елементи. Првиот е неформалните вработени. Сега има еден индикатор во последно објавен од ДЗС за проценка на процентот на неформално вработени лица и тој во моментов е околу 12%. Пред година-две беше 8-9%. Значи имаме, одеше надолу и одеднаш се прекрши пак нагоре. Сега да ме прашате што е точната причина, во моментов не можам да ви кажам, меѓутоа намалувањето големо настана во текот на 20-та година, кога дел од тие неформално вработени почна да се пријавуваат за да искористат дел од мерките во време на COVID. Се сеќавате, главната мерка беше субвенција 14.500 денари, тогашното ниво на минимална плата, да ви го плаќа владата додека трае пандемијата. Моравте вие да бидете формално пријавени за да тоа го искористите. И сега наместо на тој момент да се јава условно кажано, да се затегне дополнително, сега гледаме пак порас на неформалната вработеност. И таа, пак речам, не е толку лоша. Зошто? Затоа што половина од нив се наплатени семејни работници во земјоделството, не можете лесно да ги формализирате. Но по-страшниот дел е, да кажеме, квази формалност. Она што ја спомнав претходно. Квази формалност значи, ве осигурувам на минимална плата, остатокот ви го давам во кеш во плику. Прво, од кај ми е тој кеш мене? Прашањето клучно е, од каде работодавачот обезбедува додатен кеш надвор од официјалните канали на економијата, за да ви плати. Да, тоа е интересно прашање, од каде? Да. Тоа се тие суштински прашања за сивата економија. Фактурата ќе адресира еден дел, окей, ја поздравуваме, солидна е, треба да се имплементира и да се ревносно да се имплементира, ама еден дел административен решава проблем. Суштинските моменти се овие зошто едно лице одлучува да остане неформално, односно тоа гледа дека трошокот за формализација е повисок од трошокот да се остане неформален. Што е трошокот да се остане неформален? Да ве фати некој инспектор, па вие каков трошок ќе сносите за да... Ризик дали ќе бидам фатен. Ако ризикот ми е од 100 неформални еден фатат, тогаш имам ризик 1% да биде... 1% значи останувам во сива економија. Така. Значи тука само да ја довршам реченицата. Побитниот дел е токму тој дел од доходот кој што вие сте формално вработен, така, меѓутоа имате дел од доходот кој што не е незначаен, а го остварувате во системот. Значи тој не подлежи ниту на данок, ниту на придонес, така, од кој што дел оди во фондот. Се разбира, има и други дебати. Има една тековна дебата, мислам, за овозможување доброволна регистрација на овие што се платформски работници. Тоа е коректна иницијатива. Оние што работат надвор, примаат плата од надвор, да може да се осигураат тука и се разбира да придонесуваат во фондот, но и да остваруваат права на пензионирање од осигурувањето.
И така натаму, значи долга е приказната со фондот, Долга. меѓутоа од прилика се движи во Али е ова решлива. насока. Решлива, јас да ви кажам, сега бев на конференција 20 години, Така. тростолбен систем во организација на приватните пензиски друштва и асоциација таму имаат формирана така сега, е. како што знам. и таму еден од говорниците беше директорот на ПИО, на фондот за ПИО. И тој ме изненади многу коректно и структурно настапи со одредени предлози кои што ги дава пред владата за адресирање на ова прашање. Дел беа во оваа насока во која што дискутирам, значи се оформува еден, да кажеме, консензус дека нешто прво мора да се стори, минимално што треба да се стори се во овие некои насоки кои што ги изборува. Да се прекрши повторно работата. Има исто така, да се вратиме на буџетот за 2026, нешто што ми остави впечаток, а тоа е намалување на социјалните надоместоци, односно дел од социјалните бенефиции, не пензии, и намалувањето е тука за 15,7%, односно за 2 милиарди 244 милиони денари. Што значи ова кратење на социјална помош? Не можеме... Не верувам. Што значи ваквото кратење на социјални трансфери? Не верувам дека тоа значи кратење на социјалната помош, сепак и кај социјалната помош која што е поретко во фокусот на јавноста, бидејќи е еден помал сегмент, таа отприлика 1,2% од БДП, а пензиите се мислечи над 10%, значи поради својот обем таа е помалку во фокусот на јавноста, сепак тоа се преземени права. Значи, вие исполнувате одредени критериуми за да примате социјален надоместок, дали е тоа гарантирана минимална помош, детски додаток, имаше образовен додаток и неколку се тие елементи. Тие вие не можете да ги повлечете или не можете да ги намалите, бидејќи тоа се навистина најранливиот сегмент од општеството. Меѓутоа, претпоставувам дека можеби е некоја форма на проверка, која што ќе придонесе, да речеме, од системот на социјална заштита, на социјална помош, поконкретно да биде исклучен оној кој што не исполнува критериуми, а на некаков начин досега демонстрирал некакво исполнување кое што можеби и не е точно. Така тоа можам да го оправдам, инаку но реалната причина не ја знам, тоа треба да се праша во Министерството за социјална политика. Точно да се наведе што кратат, бидејќи останува нејасно точно што е скратено и кои се опфатени. Добро, ќе се обидеме да го видите, добиеме. тука има, сега се сеќавам дека имаше, ако се сеќавате, една голема ставка во социјалната помош, тоа е помош за трето дете. Тоа беше воведено исто така во годините 7, 8, 9 Така, прилика. да. И тоа беше нели во насока да ја поддржи демографијата во земјава, меѓутоа резултатот беше што генерираше дополнителна неактивност, посебно кај жените. Така. Значи имаше многу прос и конска и таа политика исто така во периодот 18-19 се промени. Односно веќе не може да биде подобен секој кој што добива трето дете, туку тоа зависи од доходот, значи ги таргетира оние помалку доходовни слоеви и тоа така треба да биде. Сега можеби ова намалување е и резултат на тоа што постепено, нели, во годините што следуваат ќе излегуваат од системот оние кои што веќе не го исполнуваат условот кој што беше 10 години да поминат од раѓањето на детето. Така. Ајде да финишираме, професоре, со една оценка повторно за буџетот за 2026, бидејќи во јавноста се добива впечаток дека, ако ја гледаме опозицијата, дека не е добар, дури Пандорина кутија за едни економски катастрофи, дека тоа ќе имаме нов буџет во 2026 март-април, кога ќе дојдат проектите за капиталните инвестиции. Колку е овој стабилизационен буџет, односно враќање на некои поригидни политики за да се зачува макроекономската стабилност, а колку е вистинска опасност за македонската економија. Да го заокружиме овој разговор со ваша оценка, бидејќи сакаме да рачистиме на крајот од денот што не чека во 2026. Лично ќе ви кажам, јас сакав да земам кредит, нешто треба да правам дома, но јас гледајќи дебатата за 2026 и читајќи го мислењето на фискалниот совет, јас се пишманив и реков може 2026 да биде тешка, јас нема да влегувам во инвестиција. Дали треба да се плашиме ние како граѓани од 2026 година?
Би рекол генерално дека буџетот во поглед на макроекономското влијание, што ќе го изврши во текот на 26-та година, има определени позитивни и негативни страни. Позитивно е што проекциите врз кои што се заснова во делот на растот и на инфлацијата, значи номиналниот раст на економијата, мислам дека е поставен реалистично. Меѓутоа во делот на приходите, она што веројатно ќе биде веројатно остварување на приходите во однос на проектирањето, мислам дека ќе биде пониско, нешто слично како што гледаме годинава. Реков на почетокот, иако на прв поглед намалување на капиталните инвестиции звучи лошо, но во случајов ние имаме намалување во однос на нереално проектирање. Ако гледаме дека капиталните инвестиции се уште нешто над она што представува реален капацитет за реализација во оваа економија, тогаш мислам дека тоа намалување е позитивно, за да не се искористи намалувањето со идниот ребаланс, за да се дополнуваат тековните трошења тогаш, а наместо да се намалува буџетскиот дефицит. Сега од старт имаме помал притисок врз буџетскиот дефицит како резултат на пореалистично планирање на капиталните инвестиции. А тоа е поврзано со вкупната макроекономска слика, бидејќи за макроекономската слика битно е фискалната политика да биде поддржувач на процесот на дезинфлација, кој што реков дека е започнат, за да биде реалистично остварувањето на инфлација 2,5% в година и 2% колку што викаме е некој имплицитен таргет на Централната банка. За да тоа биде возможно, нас ни треба фискална политика која што ја поддржува монетарната политика во остварување на таквата цел, а тоа значи дека не може да се ветува и да се создава впечаток дека фискалната политика ќе испорача така наречени лесни пари на различни фронтови, плати, пензии, субвенции и така натаму, туку дека тоа секогаш треба да биде во линија со она што економијата може да го генерира како додадена вредност. Од 1 до 5 може да дадеме оценка за буџетов како е структуриран врз основа на реалните економски показатели? Споредено со ланскиот, мисламе да кажеме половина поен од овие што го рековте повисоко. Повисоко. Према ланскиот, према оној што е идеален буџет, се разбира дека сме се уште далеко. Се уште далеко. Благодарам што гостувавте, професоре. Благодарам Се гледаме во поканата. некоја наредна прилика. Ми беше задоволство. Тоа беше се. Наредната емисија ќе одиме малце со веројатно за надворешни пазари и освојување. Повторно има интересни случувања. Наши компании се пробиваат на нетипични пазари. Мене тоа страутно ме интересира, веќе знаете, тоа го повторувам во неколку подкасти, така што ќе зборуваме малце за надворешната трговија, односно ќе зборуваме за наши компании кои што отвараат други пазари, но после тоа ќе зборуваме за сивата економија, значи посвоиле 2 епизоди, така што бидете ми секогаш со нас. Се надевам дека ви ги даваме најдобрите одговори за економијата. Бидете ми добро, се гледаме.